За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење салата од шампињони, како главно јадење маринирано свинско печење, за десерт торта мортус пијан матуран. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите салата од шампињони. На даската за сечење на парчиња ја сечкаме шунката. Лимонот го сечеме на половина. Потоа го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го ставаме во длабок сад. Претходно сварените и излупени јајца ги сечкаме на четвртинки. Потоа во машина за мелење месо, прво ги мелеме шампињоните. Потоа ги мелиме варените јајца. На крај ги мелиме парчињата шунка. Мелената смеса ја собираме во стаклен сад. Во садот ги додаваме мајонезот и киселата павлака. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Потоа го додаваме лимоновиот сок. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Потоа на чинијата ја нанесуваме салатата од шампињони. На ситната страна од рендето го рендаме морковот. Со рендан морков украсуваме на 4 краја од салатата. Доматот пак го засекуваме на кришки.
Засечениот домат го ставаме на средината на салатата. Околу доматот украсуваме со гранчиња француски Макдонос. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Сомелете ги шампиньоните, варените јајца и шунката. Соберете ги во длабока чинија. Додадете ги мајонезот и павлаката. Зачинете. Додадете сок од 1 лимон и промешајте ја салатата. Сервирајте ја на украсена чинија и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главна јадење ви предлагаме да подготвите маринирано свинско печење. Прво на даската за сечење свинското месо го засекуваме на подебели шницли. Во длабок сад го ставаме белото вино. Го додаваме сенфот. Лимонот го сечеме на половина и го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот. Во садот го додаваме и медот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа мешаме со жица за матење. Со црпалка месото го преливаме со претходно подготвената маринада. Го оставаме месото да отстои во маринадата 1 ден или најмалку 6 часа. Во меѓувреме, шампиньоните ги сечкаме на тенки листови. Друг огноотпорен сад обложуваме со алуминиумска фолија. Го вадиме месото од садот со маринадата и го ставаме во огноотпорниот сад обложен со фолија. Земаме парче чаден свински стек. Врз него ставаме парче кашкавал. Потоа го свиткуваме чаденото месо на половина. Вака подготвените парчиња чадено месо ги ставаме во засеците на свинската кртина. Во засеците ставаме и сечкани шампиньони. Потоа со црпалка полнетото свинско месо го преливаме со преостанатата маринада. Попрскуваме масло за јадење. Месото го прекриваме со краевите на алуминиумската фолија. Огноотпорниот сад го затвораме со уште 2 парчиња алуминиумска фолија. Потоа го ставаме садот во рерна. Печеме 1 час на температура од 200 степени. Во меѓувреме претходно обарените моркови ги сечкаме на коси кругови. Во тава за пржење на оган ставаме маслиново масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме парчињата морков да се пржат. Го додаваме претходно обарениот грашок и парчињата претходно обарени компири. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа во тавата го додаваме соја сосот. Промешуваме. Во меѓувреме огноотпорниот сад го вадиме од рерна. Ја отстрануваме фолијата. Садот го враќаме во рерна. Печеме уште 30 на минути. Го вадиме маринираното свинско печење од огноотпорниот сад и диагонално го ставаме во сад за сервирање врз росфрески послужавник. Од двете страни на печењето го ставаме мешаниот зеленчук од тавата за пржење. Парчињата пиперка ги ставаме на двата краја на печењето. 2 млади кромитчиња сечеме на половина и младиот кромит го ставаме на двата краја на огноотпорниот сад.
Потоа од лушпа од домат формираме цвет, кој го ставаме на средината на печењето. Со по едно гранче француски макдонос од двете страни на цветот ја завршуваме декорацијата. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мирис на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Месото засечете го, ставете го во огнеотворен сад. Прелите го со маринада од вино, сенф, мед, лимонов сок и зачини. Оставете да одстои на околу 6 часа. Во засеците ставете парчиња кашкавал свиткани во парчиња чадено месо. Додадете листови шампињони, прелите со маринадата и испечете под фолија. Отстранете афолијата, допечете. Сервирајте го месото заедно со запржени моркови, компири и брашок и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите Торта Мортус Пијан Матурант. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во тенџере ставаме 300 грама шеќер. Додаваме 100 мл вода. Тенџерето го ставаме на оган. Откако шербетот ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Потоа во тенџерето ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажица. Оставаме смесата да се излади. Почуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган го ставаме речис и целото млеко. Додаваме 6 лажици шеќер. Мешаме со жица за матење. Во садот со прашокот за пудинг пак го додаваме преостанатото млеко. Непрекинато мешајќи во зовриеното млеко во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме пудингот да се излади. Продолжуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад за матење. Потоа жолчките ги матиме со миксер. Во садот за матење ја додаваме изладената смеса од шербет со мелени ореви. Го додаваме какаото. Мешаме со лажица и ја додаваме ракијата. Потоа во садот го додаваме циметот. На ситната страна од рендето во садот за матење рендаме кора од лимон. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Потоа со миксер ги матиме белките. Во длабокиот сад со изматени белки ја додаваме смесата од садот за матење. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпан во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Продолжуваме со подготовка на филот. Во садот за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Потоа го матиме путерот додека стане пенест. Во садот го додаваме изладениот пудинг. Повторно матиме со миксер додека добиеме еднолична смеса. Половина од смесата претураме во длабок сад. Во садот за матење пак го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица. Урмите ситно ги сечкаме и ги додаваме во длабокиот сад. Испечениот пандишпан го вадиме од тавата и му ја отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на 3 еднакви ленти по должина.
Првата лента ставаме на долниот дел од травоаголна кутија за торта. Ја филуваме со филот со кокос. Врз филот ја нанесуваме втората лента пандишпан. Ја филуваме со филот со урми. Врз филот ја нанесуваме третата лента пандишпан. Потоа го подготвуваме шлагот. Во длабок сад го ставаме млекото. Го додаваме прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната густина. Изматениот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот со шлаг ги прекриваме прво страничните делови, а потоа и горната површина на ролатот. Врз ролатот наросуваме ренда на чоколада. Декорацијата завршуваме со една орхидеја на средината на ролатот. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од жолчките оревите со шербет, какаото, ракијата, цимето, тренданата кора од лимон и изматени белки подгответе смеса. Испечете пандишпан, сварете пудингот, млекото, шеќерот и прашокот за пудинг. Изладете го. Соединете го со путерот изматен со шеќер во прав и поделете ја смесата на 2 дела. Во едниот вмешајте го кокосовото брашно, во другиот исечканите урми. Пандишпанот исечете го на 3 ленти. Првата филувајте ја со фил со кокос, втората со фил со урми, прекрите со третата лента. Филувајте ги страничните делови, нанесете шлаг и декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол.
Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре.